Шведска може да биде голема работна замка за македонците кои таму сакаат да работат. На нив им се нуди едно, но најчесто ги чека друго работно место, на црно, без работна дозвола и плати, кои ги заслужуваат. Ова предупредување стигнува од Ивана и Благица, кои се дел од групата македонски амбасадори во Шведска, кои доставија допис до ТВ Стар со предупредување нашите да не паѓаат во стапица и по голема неволја. Ја известуваме македонската јавност, особено корисниците на социјалните мрежи кои се членови на групи што нудат посредување на работа во странство, да бидат исклучително внимателни околу веродостојноста на објавите околу посредувањето. Станува збор за злоупотреба на објави од страна на поединци за да стекнат материјална корист или ефтина работна сила на штета на заинтересираните баратели на работа. Посредувањето за работа во Шведска на овој принцип е практично невозможно и противзаконско. Велат тие. Според Ивана и Благица се работи за огласи за сезонски работници во пицерии, ресторани, сладкарници, трговски центри, пошта, фабрики и фабрика за козметика со работен договор со можност за добивање работна дозвола. Се работи и за поединци кои агитираат за провизија како посредници на црната берза на работна сила. Шведска има стрикна легислатива околу правото за добивање дозвола за престој, а со самото тоа и работна дозвола. Регуларно, документите се поднесуваат преку шведската амбасада во Скопје за граѓаните со македонски пасош, а процесот на одобрување трае од 3 до 6 месеци, кога се работи за влез во Шведска врз основа на претходно склучен договор за работа и писмена покана од страна на работодавачот. Изјавија тие за ТВ Стар.